Добар ден. Втордневник на телеканал А1 за денес. Еве ги настаните кои го одбележа денешниот ден на југоистокот од Македонија. По повод доаѓањето на еврокомесарот за проширување и надворешна политика на Европската Унија Јоханес Хан, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денес ги организира најмасовните граѓански собери досега. Собери ќе има и низ целиот југоисток. Нова опрема согласно стандардите за работа добија дел од вработените во подружницата на шумското предпријатие Беласица од Струмица. Во Македонија граѓаните се уште имаат пристап до безбедна вода за пиење, и тоа во просек над светскиот, покажуваат статистичките податоци. На светско ниво пак, податоците покажуваат дека небезбедната вода е смртоносна за илјадници луѓе кои ја пијат. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова и незиниот сопственик. Ваквите постапки на специјалното јавно обвинителство се директно погазување на демократијата и представуваат удар врз слободата на говор. Граѓаните имаат право да добиваат точни, проверени и навремени информации. Акцијата на специјалното јавно обвинителство против сопственикот на телевизија Нова не е ништо друго, освен обид за цензура и ограничување на слобода на медиумите. Зоран Заев ги прогласи медиумите за најголеми непријатели на СДСМ. Последните активности на специјалното јавно обвинителство се само продолжение на ваквата непринципиелна и недемократска политика. Притисокот врз медиумите мора да престане. Телевизија Нова ја има нашата подршка да не потклекне и да продолжи со професионалното работење без разлика дали некому му се допаѓа уредувачката политика. Телевизија Нова беше првата телевизија која ни даде подршка како медиум кога во јавноста ги изнесовме заканите врз нас како медиум. Патем последново е дополнителен доказ кој зборува за организиран притисок врз медиумите. Репресирани и прогонети, но слободни. Новинарството не е криминал. Започнуваме со дневникот. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан и тројцата европратеници Иво Вајгл, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн попладнево во на Македонија ја почнаа серијата средби со лидерите на политичките партии. Првата средба на Хан и европратениците е со председателот на БЕСА Билал Касами, пошто треба да имаат одделни разговори со лидерите на Алијансата на албанците Зијадин Села, на ДУИ Али Ахмети, на СДСМ Зоран Заев и на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Председателот Ѓорѓе Иванов, како што информираа од неговиот кабинет, нема да се сретне со Хан. Еврокомесарот и тројката европратеници дојдоа во Скопје во уште еден обид за договор за излез од политичката криза во која земјата е подолг период. Според најавите од Европската комисија, во пресред на посетата се очекува Хан, Вајгл, Кукан и Флекенштајн да ја повторат позицијата на Европската Унија за почитување на исходот од изборите и да се дозволи продолжување на демократските процеси со брзо формирање реформски ориентирана влада, која ќе продолжи со имплементација на договорот од Пржино. Се очекува веднаш по денешните средби Хан да ја информира јавноста за разговорите со политичките лидери и за позицијата на Европската Унија. А македонските граѓани со низа транспаренти и македонски знамиња поставени на надвозниците на влезот од Скопје го пречека еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан, кој денес дојде во Македонија за да оствари средби со политичките представници. Македонија ќе победи, отфрлете ја тиранската платформа, покажете почитување. Ова се само дел од пораките до Хан испишани на транспарентите. Инаку Хан е упорен да не се сретне со представници на граѓанското движење за заедничка Македонија. Откако тие побараа средба со него, неговата портпаролка Маја Коцијанчич објасни дека тој во Скопје ќе има набиена агенда и дека нема време. Работите можеа да имаат поинаков тек, откако председателот Ѓорѓе Иванов најави дека нема да се сретне со комесарот и дека времето за средба им го отстапува на организаторите на протестот за, како што рече, Хан да се запознае со аргументите и причините поради кои македонските граѓани протестираат повеќе од 20 на дена. Сепак ова не беше доволно, па Коцијанчич нагласи уште еднаш дека Хан останува на ставот да не се сретне со представници на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија.
Овде во Македонија има куќен ред кој мора да се почитува. Друг избор и друга држава ние немаме. Ова е распоредот за денес, 23 ден поред како граѓаните го дигаат својот глас за Македонија. Порачуваат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Оттаму порачуваат дека денеска протестот ќе биде најгласен и најмасовен. Протести се најавени и на југоистокот, а во продолжение да погледнеме кои пораки беа испратени на синокешните собери во Гевгелија, Валандово, Радовиш и Струмица. Денешната ситуација побара од мене да се обратам со неколку кратки реченици. Ќе почнам на тој начин што ќе потсетам на рамковниот договор кој се случи 13. август 2001 година. Со овој договор се разнебити нашата татковина. Ни се поништи уставот, не клекнаа на колена. Но овде денеска не сакам да зборувам за овој рамковен договор кој е понижувачки за нас, туку сакам да кажам нешто што е многу поважно, дека со овој договор требаше да биде решено албанското прашање, или поточно требаше да се затвори албанското прашање. Но прашувам дали се затвори и велам не, не се затвори. Исто така, после 4 години, кога беше територијалната поделба, пак не се затвори, пак не убедуваа, пак не се затворува албанско прашање. Сега повторно се случува истата песна, како да е се пресликано од 2001 година, 2004 година па до денеска. Човек кој повеќе пати на ден самиот се демантира. Тоа значи дека не ја зборува вистината. Тоа е Зоран Заев. На таквиот не може да му верува. Во една кошница, полно со јаболки, ќе најдеш и една скапана гнила. Заев, тој е Заев. Овој народ и илјадници души излегоа на протести за заедничка Македонија и тоа никој не може да го одземе. Макар и прадедо му на Заев да стане од гроб, нема и не може да ни го одземе. Македонија била и ќе биде за секогаш. Во Македонија, Зајко, не живеат само македонци и албанци. Живеат и други. Значи за сите треба исто равноправно да биде. Ама ти ги има сега само албанците, затоа што си ја предаде државата своја за да добијаш албански гласови. Примерна задача на државата и на новата влада е да спроведе попис на државно ниво. И истиот не е спроведен веќе 12 години, што не е дозволиво. Со сила убавина не бива. Тоа е македонска поговорка. Да живее Република Македонија! Да живее унитарна Македонија! Заедничка Македонија! Патриотизам е да живееш за татковината, да се бориш за неја, да гинеш и да обстојуваш. И во најтешките денови за татковината си спомнуваме на патриотите, висионерите, на нашата татковина, за нашата татковина, на војводите, комитите, партизаните. Што тие ни порачуваат нам денес, во најтешките мигови за татковината? Нашите патриоти, мислители, учители, писатели, борци за самостојна Македонија. Колку долго со векови таа е сонувана, за да имаме денес ваква каква што е. И денес некој да ја распродава. Македонија не е за продажба. Слогата ја јакне татковината, а нам македонците најмногу ни треба сега слога, единство слога, за да стигнеме до целта. Римјаните уште имаат речено: Акриоре аморе патрија мамаре, дебемус квама микос. Со посилна љубов
Татковината треба да ја сакаме ожно што пријателите. Денеска сите оние кои што се одговорни за татковината ги следи овој зборови, немаше албански премиер да ни подготвува платформа. Ако сите македонци и мислија добро на оваа држава, како што Делчев мислеше добро на својот народ, немаше да се дозволиме странски фактори да ни креираат домашната политика и некој да чепка поне што е најсвето за еден народ, а тоа е јазикот. За жал, како што видовме, постојат такви тип на македонци кои не само што го отворија прашањето на јазикот, туку го отворија и прашањето за употребата на државните символи, знамето, грбот и химната. Ние ќе порачаме дека нема да дозволиме да се спроведе двојазичност на целата територија на Македонија и нема да дозволиме да дојде до промена на грбот, химната и знамето. Ако некој во 1995 година и дозволи да дојде до промена на знамето, нека се знае дека историјата нема да се повтори. Да живее унитарна Македонија. Одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов е мудра, таа е во корист на македонскиот народ и не би смеела да доведе до подлабока криза. Вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервју за хрватскиот весник Вечерни лист на прашањето дали одлуката на Иванов за недоделување на мандатот би можела да ја вовлече земјата во граѓанска војна. Нема да прифатиме идеи и предлози кои би го загрозиле македонскиот национален идентитет, обележието на македонскиот народ и нашиот јазик. Категоричен е лидерот на ВМРО ДПМН е во интервјуто за Хрватски вечерни лист. Груевски во интервјуто зборува за политичката ситуација во земјава, како и за причините поради кои одби да ја прифати албанската платформа која беше подпишана во Тирана, а под надзор на албанскиот премиер Еди Рама. Имам јасна потврда дека албанската платформа која ги обедини СДСМ и албанските партии е направена во Тирана. Албанските медиуми уште кон крајот на минатата година објавија дека официјална Тирана подготвува нацрт документ за политичките партии на албанците во Македонија. Тој документ кој го составил албанскиот премиер Еди Рама според оценките на медиумите во Албанија ги обединува интересите на сите албанци. Истакна Груевски додавајќи дека ВМРО ДПМН како партија нема ништо против зголемување на правата на етничките заедници, вклучувајќи го јазикот на албанците во општините каде што се над 20%, но има сериозни забелешки во однос на елементите што Македонија би ја редефинирале од мултиетничка во бинационална држава која би се претворила во конфедерација. На прашањето дали ќе попушти пред притисокот на меѓународната заедница, Груевски е дециден дека стои условот за отфрлање на тиранската платформа за да му дадат подршка на Заев да формира влада. Тој го одби тоа и како некој што ги изгубил изборите ќе мора да прави отстапки доколку сака да формира влада. Заев е исплашен дека ако не формира влада ќе биде кривично казнет за многу криминали за кои сега се водат постапки против него. Нема да прифатиме промена на уставот направена со цел да се менува името на Македонија. Нема да прифатиме идеи и предлози кои би го загрозиле македонскиот национален идентитет, обележието на македонскиот народ и нашиот јазик. Нема да дозволиме да биде прифатен каков било став од политичари поединци, влада или собранија без претходно за тоа попадна референдум да се изјаснат македонските граѓани, вели Груевски во интервјуто за Вечерни лист. Нова опрема согласно стандардите за работа добија дел од вработените во подружницата Беласица во Струмица. Како што истакна и директорот Кире Михаилов, ваква опрема е обезбедена за сите вработени во службата на ниво на Македонија. Општо познато е дека шумочуварската служба веќе од минатата 2016 година е опремена во најнова опрема согласно стандардите кои што треба да бидат и е сега во периодов кој што предстои, мислам дека нашата шумочуварска служба ќе биде онаква каква што заслужува да биде. Имено во моментов, значи пристигна опрема за другите ресори, условно кажано од шумското предпријатие, не само Беласица Струмица, значи на ниво на Македонија е обезбедена опрема за сите, вклучително инженерската фела, за шумските работници, секачите и се она кое што го имаме како вработени. Тоа е еден доста добар момент, затоа што еден подолг период немаше набавувана опрема каква што
има потреба да имаат луѓето и еден навистина момент кој што дополнително ќе ги стимулира луѓето да посовесно и секако поодговорно ја работат својата работа и сето тоа да продуцира со на крај подобри, позитивни и било какви резултати. Во моментот има стигнато опрема за инженерите, оделата или униформите исто за инженерската структура ги очекуваме и мора да напоменам дека се завршена е тендерската постапка и за ХТЗ опремата која што ќе ги опреми добар дел од шумочуварите за справување со така наречените шумски пожари. Знаете дека тие се доста честа појава, нашите луѓе се на терен секој пат во првите борбени редови кога ќе се појави било каква ситуација во тој дел и од таа причина неминовно е да ги заштитиме на тој начин и мислам дека со овие набавки навистина Македонски шуми како предпријатие ќе направи се за да нашата работа тече онака како што треба. 4 милиони денари одвои локалната самоуправа на општина Радовиш за асфалтирање на улица во населеното место Покрајчево. Во план е изградба на детски парк, како што најави градоначалникот Сашко Николов. Општината продолжува со реализацијата на проектите во општината за 2017 година. Општина Радовиш започна со реализацијата на предвидената програма за 2017 година. Како дел од проектите кои ќе се реализираат е и асфалтирањето на улица во село Покрајчево во должина од 570 метри и вкупна инвестиција од околу 4 милиони денари, истакна првиот човек на општината Сашко Николов. Средствата се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Тој истакна дека со подобрувањето на временските услови општината активно ќе работи на реализацијата на предвидените проекти. Во континуитет продолжуваме со реализација на одредени проекти кои што се во функција на жителите на селото Покрајчево. Би сакал само да напоменам дека претходно тука се реализирани други проекти, како што е проектот изградба на нова училишна зграда, изградба и пробивање асфалтирање на претходно една улица, исто така довршување на канализационата мрежа, пробивање на патот и асфалтирање Покрајчево село Злеово и еве до крајот на првата половина од 2017 година ќе биде завршена и ова улица. Според Николов, во ова населено место во план е да се изгради детски парк на барање на жителите кој треба да биде опремен со повеќе реквизити. Во делот пак на асфалтирање на улици во Покрајчево ќе има уште неколку вакви зафати на одредени помали улици. Со еден збор еве во целост сме доследни на она што го ветивме и да го реализираме и јас сум особено горд и задоволен што успеавме како локална самоуправа да бидеме посветени во делот на ветените и во делот на реализираните проекти. Градоначалникот ја најави и реализацијата на тековните и идни проекти во општината. Меѓу најзначајните тој ги спомена поплочување на пристапни улици, поплочување на паркинг просторот и пристапната патека до локалната самоуправа. Исто така започнати се градежните активности на улицата која води до индустриската зона, асфалтирање на улица во село Калугерица, а до крајот на месецот ќе започне асфалтирањето на уште 2 улици во село Ораовица, како и изградбата на паркови во неколку населени места. Во Македонија граѓаните се уште имаат пристап до безбедна вода за пиење и тоа во просек над светскиот, покажуваат статистичките податоци. На светско ниво пак податоците покажуваат дека небезбедната вода е смртоносна за илјадници луѓе кои ја пијат. Пристапот до безбедна вода за пиење во Македонија изнесува 97%, што е значајно над светскиот просек. Ова го покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје во Скопје. Овде континуирано се следи санитарно-хигиенската состојба во снабдувањето со безбедна вода за пиење, безбедноста на природните минерални води, хигиенскиот квалитет на површинските води кои се користат за капење и рекреација и отпадните води. На светско ниво податоците покажуваат дека небезбедната вода е смртоносна за илјадници луѓе кои ја пијат. На глобално ниво, над 80% од отпадните води генерирани од општеството течат во екосистемот без да бидат третирани или повторно употребени. Близу 2 милиарди луѓе користат изворна вода за пиење што е загадена со ФЕЦАС
и тоа ги изложува на ризици од колера, дизентерија, тифус и детска парализа. Небезбедната вода и лошите санитарни и хигиенски услови предизвикуваат близу 800.000 смртни случаи секоја година. Над 600 милиони луѓе се уште немаат подобрени извори на вода за пиење. Тоа се препораките на секторот за водин при Обединети нации, кој што секоја година го организира на глобално ниво Светскиот ден на водите. Околу 90% од македонците знаат што е безбедна вода, според анкетата која ја спровел Институтот за јавно здравје, а на која досега по електронски пат одговориле 235 испитаници. Многу е битно да се потенцира дека пристапот до безбедна вода за пиење во Република Македонија изнесува 97%, што е значајно над светскиот просек. Че Македонија е една од ретките земји која што се уште има безбедна и здрава вода за пиење. Институтот за јавно здравје во координација со 10 центри за јавно здравје на територијата на Македонија се грижи за безбедноста на водата. Многу е битно за граѓаните да знаат дека безбедна вода е водата која што не содржи штетни материи, односно бактерии, паразити, пестициди и така натаму, кои што се согласно утврдените стандарди. Водата од градскиот водовод е безбедна за пиење и во општина Валандово, а жителите се снабдуваат со питка вода од местноста Татарли, вели директорот на комуналното предпријатие Дејан Бошков. Од таму се испумпува преку бунари и вода од каптажен систем од манастирот Свети Ѓорги и местноста Извор во Валандово. Контрола на водата се прави еднаш неделно преку Центар за јавно здравје во Струмица и на секој 3 часа правиме интерна контрола тука кај нас во предпријатието. Светските податоци покажуваат дека денес над 1 милијарда луѓе, односно 1/6 од светската популација, немаат пристап до квалитетна вода за пиење. Така заболувањата кои се појавуваат поради небезбедната вода за пиење се причина за смрт на повеќе од 1,5 милиони деца во светот годишно. Во светот најмногу во земјите во развој секоја година умираат над 2 милиони луѓе од болести поврзани со водата. Денеска на градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица беше одбележан Светскиот ден на лицата со Даунов синдром како дел од иницијативата Мрдни со прст. Ова иницијатива е всушност дел од кампањата Будење која започна на 21 март минатата година и со овој настан беше заокружена. Денот на пролета и денот на лицата со Даунов синдром присутните го одбележаа со дневна забава за која беше задолжен Тони Зен, пантомимичар, човек кој шеташе со дрвени нозе, а на фамилиите кои беа дел од оваа кампања им беа подарени и фотографиите од изложбата. Како што изјави од Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Вера од Струмица, во декот на оваа кампања научија дека љубовта и поддршката не бројат хромозоми. Ми представува задоволство што денеска во името на општина Струмица сум присутен на овој убав настан во организација на Сдруженијето за помош и поддршка на лицата со Даунов синдром Вера од Струмица, а подпомогната од граѓанската иницијатива Мрдни со прст од Скопје. Денеска сум овде да ја пренесам мојата поддршка и поддршката на општина Струмица по повод 21 март, кој што не е само ден на пролетта, туку и меѓународен ден на лицата со Даунов синдром, кој веќе 12 години се организира низ целиот свет. За крај би сакал само да кажам дека различностите помеѓу луѓето какви и да се треба да не обединуваат, а не да не разделуваат. Многу ми е мило што сум еден од иницијаторите за проектот Будење и што Будење навистина стана синоним за да се разбуди по широката јавност и да се прифатат лицата со пречки во развојот. Го разбудивме општеството, видоа дека лицата со пречки во развојот се тука. Во целост проектот беше поддржан од општина Струмица. Имаше 4 изложби. Започна минатата година на 21 март Светскиот ден на лицата со Даун. Оваа година заедно повторно во соработка со општина Струмица и со граѓанската иницијатива Мрдни со прст ќе ги доделиме сликите од Будење на семејствата на нашите фотомодели. Со песни, игри, цртежи и садење садници, дечињата од предучилишна возраст и учениците од основните училишта во Гевгелија го славеа доаѓањето на пролета. Со песни, игри, цртежи и садење садници одбележан првиот пролетен ден во Гевгелија.
21 март е денот и на детската градинка, односно на предучилишните установи сончогледи и цветови од Гевгелија, и по тој повод се организираше манифестација со наслов "Пак не дојде пролет". Над 250 дечиња од предучилишна возраст пред платото на споменикот на Сава Михајлов и Народниот театар во Гевгелија ја дочекаа пролетта. Децата од 4-5 годишна возраст рецитираа песни, играа и цртаа за пролетта, а воедно испратија и еко пораки. Манифестацијата беше посетена од голем број на родители кои имаа можност да уживаат во изведбите на нивните дечиња. Денот беше одбележан и од учениците во основните училишта. Од основното училиште Крсте Мисирков учениците цртаа символични цртежи со кои ја искажуваа грижата за животната средина, творија и рецитираа песни, а првоуделенците се опатија пеш до Негорски бањи. Слична акција организираа и учениците од екопатролата од основното училиште Владо Кантарџев. Ние учениците од екоодборот и еколошката секција на нашето училиште Владо Кантарџиев првиот пролетен ден го одбележавме така што засадивме неколку садници, односно бели ради. Исто така дечињата од Еделенската насовна го одбележуваат денот со правење сенки на инсекти и цвеќиња. Радоста за доаѓањето на првиот пролетен ден ја искажаа преку учеството во слободни детски игри и активности. Екопатролата ја поздравя акцијата со чистење на училишниот двор, садење садници и ја увековечија со низа фотографии. И за крај од овој дневник вестите од светот и регионот. Лидерот на опозицијската демократска партија во Албанија Лјузин Баша го повика премиерот Еди Рама да поднесе оставка, пишуваат медиумите во Тирана. Премиерот Рама треба да е целосно свесен за фактот дека ние сме тука на протест за да го спасиме, да не заврши како италијанскиот диктатор Мусолини. Демонстрантите се мисионери на мирот затоа што сакаат да ја намалат максималната цена на заминувањето на Рама од земјата, рече Баша. Бројот на загинатите во експлозија на автомобил бомба во шиитскиот дел на Багдад се зголеми на 27 лица, а повеќе од 45 лица се ранети, соопштија полицијата и медицински извори. Ирачките власти наведуваат дека 5 лица се водат за исчезнати. Експлозијата се случила во прометната улица во населбата Амил, наведуваат изворите. Одговорноста за нападот ја презеде сунитската милитантна група. Над 1100 војници на НАТО од први идниот месец ќе почнат да се распоредуваат во Полска. Станува збор за нови сили кои се одговор на руската анексија на украинскиот полуостров Крим. Според американскиот полковник Стивен Гвентер, оваа борбена единица има мисија и не е во рамките на циклични вежби. Целта е да се одврати евентуалната агресија на Балтикот и во Полска, рече тој. Баталјонот е составен од 900 американски, 150 британски и околу 120 романски војници. Жената која работи како поддршка за проблематичните тинејџери во изолираната инуитска заедница во канадскиот Арктик е прогласена за најдобрата учителка на светот. Меги Макдонел на церемонијата во Дубај добила награда од $1 милион заради своите иницијативи за борба против депресијата, тинејџерската бременост и високиот процент на злоупотреба на дрога во Салуит, село кое е дом на втората најсеверна инуитска заедница во Квебек. Дотаму може да се пристигне само со авион, а температурите во зима достигнуваат и до минус 25 степени Целзиусови. Меги истакнала дека како учителка во заедницата мисли дека денот никогаш не завршува. Училишната врата може да се затвори, но односот со учениците продолжува, бидејќи ја делиме истата заедница, рекла наградената учителка. Се гледаме повторно во 20 часот во Централниот дневник со најнови информации. До тогаш пријатно.